Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи денеска дојде во прва официјална посета на Северна Македонија и Вархеи најмалку два пати кажа дека носи добри вести во нашата земја. Тој рече дека Европската комисија останува на ставот дека Македонија и Албанија треба да ги почнат преговорите со Европската унија, а друга работа што кажа е дека ќе побара од Европскиот парламент да одобри 50 милиони евра како награда за Северна Македонија за искористување на европските фондови. Вархеи избореше уште, кажа и што треба земјава да направи, а за неговите пораки и за она што ја очекува земјава до самитот на Европската унија во мај во Загреб, ќе разговараме со нашите вечерашни гости. Тоа се тројца поранешни амбасадори во три центри кои се отприлика сега клучни за она што престои. Тоа е господинот Андре Лепавцов, поранешен амбасадор во Европската унија. Добро вечер. Господинот Нано Ружин, поранешен амбасадор во НАТО, меѓу останатото, како и господинот Махине Сими, поранешен амбасадор во Хрватска. Добро вечер. Господа, го слушавме денеска и го видовме Вархеи што кажа, да речеме, да се изразиме фигуративно, тој донесе една кофа со подароци, но има ли таа кофа, господине Лепавцов, нешто суштински? Дали нешто знае, од она што го знаеме, барем од она што го видовме, дали има нешто суштински или до мај ни остануваат отприлика истите дилеми кои ги имавме и до сега? Па, нова година помина, нели, подароците веќе се дадоа, но сепак посетава денеска треба да сватиме како едно деби на еден комесар кој е за нас најзначаен во нашата приказна, во желбата за започнување на преговори и на крај во членство во Европската унија. Тој е мој поранешен колега, со кој сум имал неколку средби во функција на амбасадор, кој е добар познавач на целиот систем на Европската унија. Јас представуваше доскоро Унгарија во тој систем на Корепер 2 амбасадори, кои се на некој начин представуваат премиери на своите држави во самиот Брисел. Значи, тие ги застапуваат и се борат за интересите на своите држави во таа, да речем, сложена бриселска машинерија. И сега, неговиот ентузијазам е очигледен. Тој во своето прво доаѓање во Скопје секако дека ќе сака да остави добар впечаток и да ја окуражи, да речем, нашата јавност во она што би требало да следи оваа година. Според она што се случуваше минатата година и тоа според она што не се случи, би требало да очекуваме дека и 2020 ќе биде една година на исчекување и на, да речем, на еден период во кој ќе македонската јавност и ние ќе очекуваме, а дали ќе се испорача, тоа се уште ќе остане под знак на прашање. Зашто има неколку проблеми, да ги речем условно, тоа се противењето на Франција, имањето на кој се поклопува со оние и нивните избори кои се поклопуваат со онај тајминг што се шпекулира по медиумите за март дека би добиле некаков почеток на преговори, потоа процесуирањето на Брекзитот, кој исто така е сериозен проблем и кој треба, она што беше договорено, значи оваа година треба да се заврши. Така да и редица други, повеќе годишната финансиска рамка и така натаму, така да Европската унија има што да работи оваа година и тоа сериозни проблеми. Добро е што овој состав на комисија веднаш го потенцираше проширувањето како приоритет, но околу капацитетот тоа да го спроведе ќе треба да почекаме да видиме. Да, сепак знаеме дека комисијата препорачува, Европскиот совет решава. Господине Несими, Оливер Вархеи меѓу неговите пораки на оптимизам, отприлика каже што треба да се направи. Тој беше дециден, законот за јавното обвинителство треба да се донесе и потенцираше дека треба да го донесе, дека е пожелно да го донесе овој состав на парламентот, алудирајќи тоа да се направи пред изборите. Мислите ли дека
ние ќе успееме и нашата домашна задача да ја направиме со оглед на тоа, знаеме какви се политичките предизвици на тој пат. Сметам дека таа желба на еврокомесарот за жал нема да биде исполнета, бидејќи ние имаме уште негде 20 на дена за да се распушти собранието. До сега јас не сум приметил некоја толку голем жар во тоа да се направи за 20 години, за 20 дена. Се знае година и пол и повеќе, главните политички партии не се согласуваат, не можат да дојдат до еден заеднички став околу тоа јавно обвинителство и за жал мислим дека тоа нема да се случи во Македонија, но без оглед на тоа не значи дека со недонесувањето на тој закон за јавно обвинителство ние не може да земеме датум за започнување на преговори. Да, отприлика тоа го кажа и министрот Димитров пред Нова година, но рече дека со донесување на тоа ќе ја направиме работата доста полесна. Да. Не се работи за фиксен услов. Но сепак целата ова заврзлама околу ова нашето членство во ЕУ не зависи сепак конкретно од нешто, сем што било нормално пречката во врска со името, од други работи ние имаме еден куп недовршени работи и ако Европската Унија сака да ни додели датум за преговори, нема да се фати само за овој законот за јавното обвинителство, односно нема да направи пречки, свесни и тие дека тоа е крупно прашање и многу краток е временскиот период. Друго ќе беше да немаше предвремени избори, тоа веќе неколку месеци може. Со еден збор нема да влијае тоа усвојувањето на законот за јавно обвинителство, нема да влијае во донесувањето на одлуката на Европската Унија дали ќе ни се додели или не. Да. Господине Ружин, исто така ние очекуваме и новата предлог методологија за преговори на Европската Унија, околу која, како што ни е кажано, кој е најголем проблем за сето ова што ни се случи нас, барем така ни е кажано, таа треба да биде представена до крајот на месецов. Мислите ли дека тој процес ќе тече глатко, дека ќе се представи методологијата, па потоа ќе се продолжиме понатаму? Самиот процес на приближување на државите аспиранти за отпочнување на преговорите, односно овие што веќе ги вршат преговорите, е малку специфичен и тој во последно време заради научените лекции со оној фидбек што го направи корупцијата со Бугарија или лошите искуства со Романија, но исто така и доаѓањето на чело, би рекол веќе на Европската Унија, дури некој велат сега Макрон е Европската Унија, а Европската Унија е Макрон. Практично тоа е негов проект. Макрон е многу способен политичар, силен политичар, амбициозен политичар, а политичар што се одликува со некои неодеголистички ставови кога се работи за тврдоглавост, но и што сака да раководи. Тој, како што знаеме сите, прво го услови проширувањето, а под проширување тој подразбира и давање датум за преговори, со продлабочувањето на реформите во самата Европска Унија, значи продлабочувањето на односите меѓу членките на Европската Унија, особено по Брекситот, заекнување на тие односи, сметајќи дека процесот на одлучување на 26 станал некако досаден, монотон, дури и неправеден, и затоа тој излезе со тезата прво ренесанса за Европа и второ стратегија за Балканот и под точка на таа стратегија нова методологија.
Да, но многумина Новата тоа го методологија- протолкува како тие Кочење. како тие концентрични кругови на Метеран Да. за влијание во Европа, каде што ние би биле во тој трет круг. Но Надворешен. да, меѓутоа јасен беше дека неговата цел, стратешката цел на Европската унија е да, ако доколку сака да биде голема политичка и геополитичка сила, тоа може да го направи само со Западниот Балкан, со облегувањето на Западниот Балкан. Не смее да не исполнува ветувања и исто така, бидејќи на внатрешен план во неговиот врат му диши Марин Лепен, тој се обидува да го отежне патот на аспирантите, односно да покаже дека еве и тој може да биде десничар, меѓутоа мислам дека методите кои што ги одбра не се најуспешни во битката против екстремното десничарство кој што го представува Марин Лепен. Сега методологијата, кога ја разгледуваме малку подетално, во суштини не е така лош инструмент, затоа што прво бара честни, поштени реформи. Значи, ако вие одите на блеф, или ви се појави некој иден Никола Груевски, кој што ќе воспостави одредена контрола на медиуми и на се и се што, тогаш Европската унија има право на иверзибилен процес, односно тоа што сте го поминале како обврска, да ве врати пак назад, на почетна точка. Значи, практично Европската унија, односно Макрон, си најде една изворена алатка, уште повеќе, да ги контролира малите диктаторчиња, популисти и така натаму, а има, богами, околу нас, и воедно да има една поквалитетна реформа на сите, во сите ниво, особено на член 23-24, владење на правото, но секако тука се и безбедносните аспекти, економскиот прогрес, значењето на невладениот сектор, кој што добива исто така во големо значење, и на тамошниот целиот оној комплекс на копенхашки принципи кои што ќе треба да се имплементираат. Значи, веќе не си играме. Да, но во исто време тоа значи дека и преговорите може да траат теоретски бесконечно. Видете, знаете што е неголемиот парадокс? Што го напиша Санди Тајмс пред некој месец. Вели, па овие луѓе забораваат дека всушност се работи само за давање на датуми за преговори и се зборува за сарказмот на целата Европска унија, како Македонија пред се беше изиграна, во смисла дека, еве, таа може да биде добар пример и за Приштина и за Белград, но каде е тој добар пример кога ви се случува да една држава која навистина ги исполни сите критериуми не доби датум за отпочнување на преговорите. Затоа мислам дека врз тој принцип самиот Макрон е изолиран и тој тоа го чувствува, таа изолација ја чувствува, па дури во некои озборувања што сум ги чул, наводно му има кажано на нашиот поранешен премиер Зоран Заев дека сигурно ќе направи се Македонија да добие датум за отпочнување на преговорите. Сега ова го велам условно, бидејќи не ми го кажат директно примерот, туку сум го чул од други луѓе. Добро, ќе го видиме тоа, еве март е блиску, април. Господине Лепавцов, и председателката на Европската комисија фон дер Лајен кажа дека таа се залага методологијата и преговорите да одат паралелно. Значи да не се чека на усвојување на таа методологија, туку преговорите со Македонија и Албанија да почнат. Отприлика не го кажа тоа конкретно и хрватскиот премиер Пленковиќ скоро, но отприлика рече дека и тој се залага за нешто слично, тој пат да не се затвора, тој пат да продолжи. Верувате ли дека е можна таа формула? Значи, да не го чекаме комплетното усвојување на методологијата од сите држави, туку да се тече процес? Не е можно. Го спомнавте хрватскиот премиер, тој негодуваше зашто
сега има нова методологија за некој што е започнал одреден процес по одредена методологија. И таа изјава што ја спомнавте на председателката на комисијата е дадена не знам во кој контекст, но очигледно е дека треба да се договори таа методологија пред да започнат преговорите со нас и со Република Македонија и со Албанија. И сега кај ќе се наоѓа таа методологија? Предпоставувам негде помеѓу францускиот нон-пейпер, помеѓу сегашната методологија или пак она што некои други 9 ми се чини беа земји членки на Европската унија кои се про проширувањето ќе имаат своји ставови нели околу тоа. Но сепак имајќи во предвид дека со консензус треба да се градат одлуките, тоест и најважно за нас за започнување на преговорите, очекувам дека новата методологија сепак ќе инклинира повеќе на кај францускиот нон-пейпер, во кој би се согласил дека има здрави, да речем, бидејќи тоа е многу внимателно склопен документ, во кој има работи, има 7 чекори кои треба нели да се прескочат нели, но околу динамиката најважното и ставено на прво место е нели поглавјето 23 и 24, тоа е владењето на правото на кој ние сме прилично лоши, имајќи во предвид дека баш неодамна, нели пред неколку месеци целиот систем на специјалниот, тоест самото специјално јавно лицество едноставно се сруши. Значи, она што требаше да биде парадигма за владење на право, стана нешто сосема обратно. Исто самите судски процеси што се во текот, што ги гледаме секојдневно на телевизиите. Мене лично им пречи да секој ден сум бомбардиран со судски. Нашите вести се добар дел судски билтени. Во други држави не е тоа така. Значи, ја не сакам да гледам судски билтени на телевизија. Јас би сакал судството да си работи својата работа без да го напаѓа народот, да речем, консументите на тие медиуми, туку тој треба да е сигурен во она што судството треба да го сработи. Затоа велам дека не случајно е тоа ставено како прва пречка и најважна во нашиот тој пат, и тоа ќе изискува реални вистински реформи, доколку сакаме таа веќе прва пречка да ја прескокнеме и да одиме понатаму. Кога сме кај тоа, верувате ли вие дека господинот Несими одговори истото прашање, верувате ли дека ќе успееме тој услов да го исполниме? И министрот Димитров го спомна и денеска Вархеј, значи да се донесе законот за јавно обвинителство од овој состав на парламент. Па видете сега, јас и тука би се согласил со колегата дека не е до тој закон. Значи, јас како тоа го перцепирам, тоа остана од минатата година, значи како една обврска. Доаѓа новиот комесар, тие што го спремаат, подготвуваат повторно, бараат во старите точки за разговор што е останато, го додаваат тоа, точно, тоа е приоритет, треба да се усвои со консензус, но тоа не е клучно ние да почнеме преговори. Ние добивме значи пас од Европската комисија пред 10 години да почнеме преговори. Значи тоа не треба да го забораваме дека ние сме спремни веќе 10-та година да почнеме да преговараме со Европската унија. Не се случува тоа поради спорот со името, а сега веќе се случува поради одредени други процеси во Европската унија и секако и поради одредени процеси што се случуваат кај нас. Но сигурно донесувањето или недосувањето на законот за јавно обвинителство, доколку има консензус во Европската унија, нема да биде пречка да да почнеме преговори. Само ова можете да ми го појасните, последново велите дека недобивањето на датум е поради некои процеси во Европската унија и некои процеси кај нас. Во кои процеси кај нас? Па еве, во Европската унија ги спомнав. Значи, да, тие ги знаеме, да. Процесите кај нас сега, нели, Европската комисија треба да даде еден извештај, краток, нели сега го очекуваме во следниот месец. И сега баш ме интересира како ова што ви го кажав пред малку околу случајот со специјалното јавно обвинителство, со оној случај што е тресен или Македонија се уште, како ќе биде тој прикажан. Мене ме интересира тој вординг навистина да го видам. Па еве тоа е еден од тие. Вие мислите на следниот извештај што ќе дојде? Па тој мини извештај, што треба нели да биде најавен, а може и да не се случи. Значи многу често пати случува да се најави одреден документ, но ако се види дека тој нема да придонесе ништо повеќе за некаква одлука или нешто што ќе следува во иднина, едноставно да биде откажан. Сега ќе видиме, веројатно има некаков драфт и како што велам баш ме интересира како е таа слика таму
прикажани. Затоа велам, тие се тие одредени процеси кај нас што некој многу добро ги прати. Еве ЕУ делегацијата на пример во Скопје со повеќе од 100 вработени, сигурно тие не седат на бироата со затворени очи. Да, господине Несими, во однос на самитот во мај во Загреб, хрватскиот премиер даде една прилично интересна констатација. Тој неколку пати повтори дека европската врата за Македонија и Албанија треба да остане отворена, тој се залага за датум за преговори, но вели, ние ќе дадеме јасна европска перспектива и јасна временска рамка. Значи, Пленковиќ, кога кажува јасна временска рамка, околу таа фраза, потоа се јавија доста недоумици, па и политички обвинувања кај нас, без разлика. Што според вас би значило таа јасна временска рамка? Бидејќи некои веднаш почна тоа да го толкуваат повторно за некој датум за датум, нели? Од прилика. Мене ми е драго што овие случувања, сегашните, се случуваат во време кога со Европската Унија председава Хрватска, бидејќи во цела Европска Унија, нормално нема сега да ги одвоиме земјите, но знаеме дека Хрватска е најголем поборник да бидеме ние примени, односно најголем поддржувач. Да не заборавиме дека пред 13,5 години ние заедно со Хрватска го добивме статусот кандидат. Заедно со Хрватска во ист ден, во иста седница на Европската Унија. Јас тогаш бев тамо во Загреб и за жал, Хрватска се знае веќе од која година е членка, ние се уште не сме почнале преговори. Но тоа временската рамка, сакам да кажам дека Хрватска ќе ни поддржи на вистина од се срце што велат, не само Пленковиќ, како председател на влада на земја која председава актуелно со Европската Унија, него и другите дипломати исто така се јако заинтересирани да ни помогнат. Не знам да не кажам нешто неточно, не знам овие денови и бившиот министер за надворешни работи на Хрватска, Тонино Пицула, избран нешто во Европската Унија поврзано со ова проширувањето на Европската Унија, што се однесува до нас. Ние кај него имаме еден прекрасен поддржувач, исто така и поранешната, односно се уште председателката и идниот председател, исто така со све срце ќе настојува да ни помагат. И јас би рекол само околу тоа што колегата Ружин рече, Макрон остана осамен. Јавно, Макрон остана осамен. Меѓутоа, заткулисно не е осамен и не беше осамен. А мора да сфатиме дека јас пред едно 3-4 години во еден разговор со одредени луѓе кои тука од Македонија, кои беа многу заинтересирани околу тоа што ќе правиме со Европска Унија и така натаму, ја уште тогаш им посочив дека кога ќе дојде стани пани за добивање на датум, тука противници ќе бидат Франција, Данска и Холандија. Зашто го велам ова? Од каде испадна точно така, овие три земји. Уште пред 13,5 години, во 2005, кога ние го добивме статусот на кандидат, овие три земји беа против. И во последните моменти овие три земји се согласија да ни дават статус на кандидат. И сега, јас заткулисно не можем да кажем и кој е ставот на Германија. Заткулисно велам. А јасно дека Франција, односно Макрон, го зетела стапот и ја тера орото.
Добро, во однос на нас, знаеме дека и германската премиерка одбила раздвојување на пакетот Македонија и Албанија, на пример. Да, сакам да кажем дека и кај нив нешто, али сметам дека имаме поволна состојба, бидејќи сега раководи со Европската Унија Хрватска, наш, значи, најголем поддржувач, и после ќе раководи Германија, која исто така, убеден сум дека ќе сака под секоја цена во текот на ова година, значи сега, или евентуално на есен, Македонија да добие и Албанија да добива датум за преговори. Но, кај нас, мене ова ми смета на вистина, кај нас апсолутно целата толку години ние зборуваме само за тој датум. Ми разбирате? И сега, што е условно речено важно, дали ќе се добива сега, во мај, датумот, и ќе речат преговорите почнуваат на 15 јануари 2015. Зашто тие нема да речат после месец дена почнуваат преговорите, ќе речат после 6-7 месеци. А истото го добиваме во, например, во декември ова година и ни се вели дека ќе почнат преговорите во мај. Сакам да кажам, ние толку навивачки околу тоа се однесуваме, односно како ова сега, ова година, ова состанок е многу битен, ако не бива и така натаму. На друга страна, ние апсолутно со потполна свест и одговорност велам, ние ништо не сме работеле за кога ќе ги почнеме проговорите со Европската Унија, тие да ни бидат што полесни и што поуспешни. Да, отприлика тоа е господинот Вархеи го кажа дека и кога ќе почнат, дека тогаш следува вистинскиот предизвик. Во мултилатералата никогаш сојузниците не дозволуваат една држава да остане осамена. Секогаш ќе се најдат 2-3 држави кои што после тоа од кулиси или како ќе ја поддржат оваа што е главната. А да беше спротивно, Франција да дадеше зелено светло, тие држави никогаш нема да кажеа не. Тоа значи, тоа е онаа солидарност меѓу сојузниците и во Европската Унија и во НАТО. Такво беше случајот и во Букуреш 2008, кога со Грција после одеднаш се собра цела една екипа сојузници, така што во мултилатералата тоа е сосема јасно. Јасно е дека Макрон е изолиран политичар и дека никој не го оправда, дури почнувајќи од целиот хиерархиска структура на Европската Унија, вклучувајќи ги сите останати лидери, сите беа за тоа да Македонија, Северна Македонија, да добие датум за преговори. Најголемиот проблем за Макрон, кој што и самиот изјави во едно интервју, беше повеќе Албанија. Бидејќи, вели, како јас да им објасна на французите дека ќе им дадам зелено светло за отпочнување преговори на Албанија, кога тоа е втората земја по број на азиланти, значи некаде околу 10.000 одма зад Авганистан. И таа држава сака да стане утре членка на Европската Унија. Значи, тие се тие елементи на кои што новата методологија ќе води сметка за сите детали, од азиланти до респектирање на правото, од економски, социјални, политички и друг вид параметри. Да се разбереме, Макрон денеска е најсилниот човек на Европската Унија. Една Меркел која е во опаѓање, единствено кој што му се спротиставува е актуелната председателка на ЦДУ, Карен Бауер, која што ќе ја замени Меркел и која што се спротистави на идеите на Макрон за реформа, за повеќе централизам, односно да направи еден вид од Европската Унија еден вид модел кој намногу и одговара на Франција. Против тоа стана сите, например, од чешкиот председател Бабиш, преку
Орбан и сите кажа, не, ова не може да се случи, ние не прифакеме до Полска и така натаму. Но кога се зборува за Република Македонија, Северна Македонија, сите се расположени да и дадат датум за преговори. Сега Макрон измисли, создаде, и тоа е таква личност, знаете, мислам, веќе многу сум читал за него, го споредуваат со Наполеон. И дури по најситни детали, дури и сопругата е постар од него, исто како сопругата на Наполеон. А и самиот има кажано, има нешто наполеонско во Европската Унија. После тоа оди со некои ефекти, некој го споредуваа со Дегол. Меѓутоа едни велат, не, Дегол беше символ на отпорот. Макрон е символ на битка, на борба. Тој оди, авансира, тој оди пред себе. Значи, настојува да ги руши некои усвоени граници кои што биле од страна на Европската Унија. И затоа германците му рекоа во ред, но прво да го создадеме богатството, што барате да го делиме, а после да го делиме. Второ, бараме вие да го отстапите местото во Советот за безбедност на Обединетите нации на Европската Унија, значи не да биде Франција членка на Советот, туку Европската Унија. И трето, бараат да ја подобрат безбедносната структура со изградба на еден голем носач на авиони на Европската Унија. Сега тука има и афера Трамп, и афера друг вид на конкуренции за кои што може да зборуваме понатаму, како се со тоа се соочува Макрон. Макрон ужива да биде играч во големите светски прашања. Големите светски проблеми. Западен Балкан не е голем светски проблем. Тоа е разликата. И затоа тој некако сойно толку гледа, добро, дај, ќе им дадеме на овие нешто, ќе направиме некој механизам, малку да ги задржиме, меѓутоа ќе може, еве, да им дадеме одредена зелено светло утре, за да можат да бидат дел од Европската Унија. Да, кога сме кај тоа, и шефот на европската дипломатија Хајко Мас лани рече дека Франција не ни дала датум за преговори. Тој рече конкретно поради локалните избори во март кои ќе се одржат во Франција, алудирајќи дека Макрон тоа го направил поради внатрешно политички случувања во неговата земја, поради еден непопуларен чекор во тој момент, но господин Лепавцов, француските избори локални се во март. Ние зборуваме дека ние, ако добиеме датум од Советот на Европската Унија, кој според некои непотврдени информации би требало да се одржи на 26 или 27 март, значи зборуваме за истиот месец. Сега прашањето е, што се сменило во Франција од октомври лани до сега во март, за сега да биде сменета таа одлука? Доколку таа одлука, ете, како што каже и Хајко Мас, е донесена поради француски внатрешни интереси. Па јас не гледам нешто да е сменето, значи немаат они промена во својот став и нема лесно да го променат. Секојаш последни избори има други избори. И тоа секојаш ги води политичарите од какви одлуки да носат. Значи, премисла за секој политичар да победи на избори за да продолжи во своите планови да ги реализира. Ке има локални избори во Франција, и сега многу важно како ќе бидат тие за председател Макрон, што колегата така добро го опише. И сега, зависно од тоа, тука се наоѓаме во еден временски теснец. Значи, имаме на 12 април избори. Веднаш после тоа има самитот во Загреб, што ќе биде на Европската Унија, кој не треба да заборавиме дека тој ќе има и други теми, таму ќе се разговарат, и тој не е оној самит кој може да носи одлуки. Значи, самитите што се носат одлуки се на друго место и тајмизите се други. За мене... Да, за тоа се зборува дека одлуката за нас би требало да биде претходно донесена, доколку има, се разбира. Јас некако гледам дека тој тајминг не е баш поволен по нас и не сум сигурен дека ќе може тоа да се успеа и да се даде веројатно ќе има и дополнителна внимателност, бидејќи се наоѓаме ние во изборен процес.
Сега, за мене пореално е да Европската комисија почека што ќе се случи на изборите во Македонија, каква влада ќе се формира и одсечката, да речам, временска од јуни, па да го вклучам тука и јунскиот регуларен самит, па се до онај декемврискиот 2020, значи оваа година, каде што секогаш се носеле оние одлуки на Европскиот совет, кој тука повторно би го спомнал колегата Несими што спомна дека ние сме имали порано одлуки со временски динамики кои едноставно не били испочитувани. Но сепак, за мене порелевантно е она што како динамика ќе се одвива во таа временска рамка. Значи од почетокот на јуни па сега да речеме до декемврискиот самит оваа година и тука очекувам дека сериозно ќе имаме навраќање тоест ќе има реални дискусии, бидејќи она што се случи на Октомврискиот совет прво нели беше во Луксембург, па се префрлија во Брисел, навистина беше истоштувачки, пред се беше и за земјите членки, но и за самиот Макрон кој беше едноставно притиснат од многу страни. Така да треба да бидеме реални дека времето не ни оди во корист. Имаме избори во други земји, имаме извештаи, поприлично набиена агенда која се сомневам дека ќе има капацитет и ќе има расположение да се реализира. Дај Боже, но не мислам дека нема за тоа просто. Мислите ли дека е можно повторно да добиеме, метафорички кажано, утешна награда, нешто како датум за датум, повторно? Па не, Нешто отприлика така, некоја формулација. па не треба да се теоретуваме со тоа. Нас ни е потребен конкретен почеток на преговори и меѓувладина конференција за официјален старт. Нешто што го направи Црна Гора, ако не се лажам, 2012 и Србија една или две години подоцна. Значи, тоа е она во кој официјално се отвараат поглавјата. Но повторно тука ќе се вратиме и на методологијата. Значи, јас навистина би бил среќен да таа усогласат до крајот на овој месец. Бидејќи, како што ви кажав, таа ќе е поделена на овие три, да ги речам, правци, но со едно инклинирање на кај француската позиција, која ќе треба сите земји членки да се согласат со неа. И тука ќе видиме кој ќе натежно. Така да нема да биде едноставно, не би ги кревало очекувањата за некаква одлука, би се сконцентрирало на периодот по формирањето на новата влада во Македонија и во периодот од јуни па до крајот на оваа година. Да, добро, сакавте нешто да кажете? Обично вака крупни одлуки во Европската Унија се донесуваат во декември. Мислим на крај на годината. Секогаш. Но, тоа јас и порано реков дека не е важно дали во мај, јуни ќе се каже датумот е тој, или тоа ќе се каже во ноември, во декември, што може да биде истиот датум, кога почнуваат. Но јас, добро сега, ние немаме време да дискутираме за тоа, може би во некоја друга емисија вие да го направите. Мене навистина ми загрижува тоа колку сме ние спремни за почнување на преговорите. И дали воопште луѓето знаат што значат преговори со Европска Унија. Прво, ние немаме капацитет, немаме спремност да ги водиме преговорите онака како што треба. Јас негде 2011 или 12, не се сеќавам добро, ми се чини 11, во една вака дебатна емисија реков дека не сме спремни, не сме подготвени во глобала, реков, бидејќи вака како што е поделено општеството, ние не може да водиме успешни преговори. Тогаш веќе бев во известна смисла прогласен за најголем непријател на ВМРО и на ДУИ, зашто меѓу другото реков, тамо нема партиски луѓе во екипите кои ќе преговарат 33-35 поглавја. Тамо треба да бидат врвни експерти.
врвни професионалци. И не може една влада, тогаш беше ВМРО, сега е СДС, и тогаш дуи, и сега дуи, и така натамо, да не навлегуваме во тоа, али не може партиски да се направат тие екипи кои ќе преговарат. Најголемиот ВМРО-вец, да кажеме, ќе го викне Заев и ќе му каже, вие сте во комисијата, вие ќе го водите ова група. И он ќе рече, не, јас не сакам со вас. Не сакате, морате. Бидејќи се работи за државата, тамо не се разговара за политичките партии, се разговара, па тамо ќе ни се постават квоти, разни услови, кои ние треба да ги исполнуваме во текот на преговорите, односно до членувањето. И такви преговори може да водат само големи експерти, ќе ги прифатат тие квоти, нема да ги прифатат, ќе сакат да се намалат, ќе сакат да се зголемат и така натаму и така натаму. Тоа не може партиски човек да го знае, тоа го знаат експертите. И ние, ако успееме, а ја не гледам дека апсолутно дека може тоа да успееме, вака како што е поделено, ние не сме фактички спремни да водиме преговори. Ја не се согласувам. Една Црна Гора која е... Не, од ова гледна точка ја велам. Иначе, сакав нешто да напоменам, што мислам дека е многу битно во однос на оптимизмот, што Махи го кажа претходно за Пленковиќ, вие го напоменавте, Пленковиќ вети некоја временска рамка. Ама знаете кога го вети? Кога се врати од Париз. Ако се сеќавате, Тој рече дека разговарал со француските власти, да? Тој разговара со тој беше гласникот. Сега, бидејќи сум јас непоправлив оптимист, мислам дека тоа не е само во ветар фрлен муабет, туку е нешто зборувано што е конструктивно и сметам дека имаме шанси, првата шанса е нели во март, сепак да се случи нешто. Ја мислам дека со Мах едино се согласувам дека членството во Европската Унија не е прашање на политичките партии, тоа е прашање на сите ние што тука живееме, на земјата, општ национален интерес, да не го кардинал Ришелје пак да го употребувам, кој што 100 пати сум го употребувал, за жал. Немаме политичка култура тоа да го проголтаме, бидејќи премногу партиски се размислува во оваа држава. Убеден сум дека овој закон што е сега, што се поставува како еден од условите, би било многу побрзо усвоен кога би имала една повисоко ниво на политичка култура. За жал, секогаш едните мислат, значи во нивно време сакаме да влеземе, не може, ќе чекаме во наше време и така натаму. Меѓутоа, не се согласувам дека немаме капацитет, има безброј млади луѓе кои што работат во секретаријатите, во министерствата, кои што се имаат капацитет во Костец да влезат, во една комбинација со постари експерти, професори и така натаму да ги водат успешно тие приговори. И впрочем, дури многу велат дека за некои работи сме дури повеќе напреднале од одредени членки на Европската Унија. Сакавте нешто да... Но ја не зборувам за експерти од тие што се по секретаријати и така натаму. Ја зборувам за крајни експерти од областите. Од областите. Тие кои се по секретаријати, по министерства, не се експерти во областите. Ако зборуваме, например, за земјоделие, треба професори од земјоделскиот факултет, например, да кажем, или нешто друго, трето, четврто, експерти кои ќе знаат дали може ние, ако ни се поставуваат тие квоти, дали имаме ние капацитет таа квота да го исполниме или не. И тогаш треба преговори. Значи да ќе бараме да се намали таа квота. Ако не ни одговара, треба да знаеме дека одредени земјоделски површини треба да ги опфатиме тогаш со такви култури. И толку е широк тој спектар на проблеми кои ќе се
дебатират, односно за кој ќе се донесат одлуки, да навистина јас повторно велам, само луѓе од знаење се потребни тамо. Не овие кои знаат тактика не само тактика на преговарање, него и конкретно човекот ќе рече, мен ова не може да го прифатиме. Во тој смисол мене не сме спремни. А кога господинот Вархеј, освен за законот за јавното обвинителство, кажа дека уште две работи се клучни во однос на европскиот пат, вели договорот со Бугарија и Преспанскиот договор. Меѓу останатото тој напомена, кога вие зборувате дека можеби ќе се чека новата влада, тој рече дека Европската унија ќе продолжи да соработува со било која влада која ќе биде во иднина, тој тоа го напомена, но кога зборуваме за овие два договори, сега се поставува прашањето доколку таа идна влада биде составена од сегашната опозиција. Опозицијата има јасен став дека двата преговори се предавнички, барем така велат. Тие велат дека дури Преспанскиот договор ќе го поништат доколку имаат мнозинство во парламентот. За договорот со Бугарија исто така велат дека е предавнички. Сега господин Вархеј вели многу е важно, вели, да продолжи имплементацијата на Преспанскиот договор. Значи, дури опозицијата и да не може да го поништи договорот, што е повеќе од известно дека нема да може, доколку го обструира, доколку не продолжи со неговата имплементација, и тоа може да ни го закочи европскиот пат. Што во едно такво сценарио. Бидејќи тоа се официјалните ставови на опозицијата, ние тука не шпекулираме нешто, нели? Они барем така велат. Леповцов не мисли така. Така ли Леповцов? Па не знам, го прашуваме да видиме што мисли. Значи, видете, секоја држава што преговара може многу пати да биде закочена за теми од земјоделство, од екологија, од меѓународни договори и така натаму. За жал, ние се наоѓаме во една таква констелација каде што одредени соседни држави опортунистички го сватија европскиот процес, интегративен процес и наметна одредени договори кои беа болни, нели, за нашиот народ, особено, нели, Преспанскиот договор. И сега тоа се меѓународни договори кои се подпишани, депонирани и така натаму, и како што вие рековте, опозицијата има став, власта има друга став и така натаму. Јас не можам да антиципирам како одредена нова влада, не можам да антиципирам кој ќе биде нов мандатар или пак старо нов или така натаму, но за тоа и веројатно ќе треба да почекаме околу тие ставови. И добро е она што го спомнавте, дека сепак ќе треба да се направи една анализа околу тој договор што е исполнето и што треба да се исполни. Точно е дека тие луѓе, почнувајќи од комесарот, ќе го пратат тој процес, но треба да се има во предвид дека и нашата јавност беше доста изневерена. Значи, имавме ние еден процес на промена на уставот, едно решение кое едно прашање на референдумот кое ветуваше, нели, да речем, одеше во една манипулација, повикувајќи дека Европската унија ќе биде, ние ќе станеме член. Дали сме за членство во ЕУ со одговарање на тоа прашање. Очигледно е дека европската перспектива нема да оди така лесно. И тука треба да се внимава и да се менаџира со очекувањата на граѓаните, нели, на Македонија. Сите ние сакаме да сме дел од Европската унија. Анкетите се уште многу поволни. Така да, веројатно, одговорот некаде измеѓу се наоѓа. И тоа ќе биде еден голем предизвик, без разлика, нели, кој ќе дојде на власт. Тој договор, особено, нели, Преспанскиот, ќе биде еден предизвик, имајќи во предвид дека има, тој е поврзан со одредена динамика во евроинтегративниот процес. Значи, тоа е двонасочна улица и затоа не треба да секогаш да се гледаме кон себе си, него треба да гледаме и на другата страна. Значи, точно, тие се во подредена позиција, може да блокираат во секој момент,
но да се надеваме дека нема да дојде до тој и до таков еден процес. Значи ние да почнеме утре преговори, може да траат преговарањето 10, 15, 20 години, не дај Боже. Сега, тоа ќе биде штетно, не само за нас и за нашите соседи, општо за целата европска идеја, така да треба кој да завзема став по тоа прашање, треба да е екстремно внимателен. Значи да мисли малку по-долгорочно. Да. Добро, ми сигнализираа дека мора да направиме кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото.